денешното издание на Македонија наутро ќе го заокружиме со разговор на спортска тема. Под мотото "Го сакам Кавадарци", в сабота на 19 март, општина Кавадарци и Сдруженијето на рекреативци и активни екологисти Меридијан Атлетик Еко од Кавадарци го организираат четвртиот кавадаречки полумаратон. Вкупно 250 тркачи ќе трчаат во сабота во 12 часот со цел да ги проверат своите физички можности, но и да поминат одлично време на веќе традиционалната спортска манифестација за градот. Што ќе донесе четвртото издание на оваа манифестација и овој настан, утринавано ни открива Велјан Паризов, член на организациониот одбор на кавадаречкиот полумаратон. Го имаме во живо на Skype. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Благодариме за прифатената покана. Благодарам и вас. Најпрво да се заблагодарам на поканата во име на Меридијан Атлетик Еко и да нагласам дека секое појавување во медиум за нас е позитивно, а посебно на Македонската телевизија. Така, ајде за почеток на денешниот разговор, збор 2 за Сдруженијето на рекреативци и активни екологисти Меридијан Атлетик Еко од Кавадарци. Би сакал да ги запознаеме нашите гледачи од кога постои и колку членови броите. Меридијан Атлетик Еко е здружение на граѓани формирано во Кавадарци во 2015 година. Моментално имаме околу 30 члена и нашата цел е да ја промовираме активниот и здрав живот со рекреативна атлетика. Така, и од денот на вашето основање досега, тоа навистина успешно го правите, а тоа го говори четвртото издание годинава на кавадаречкиот полумаратон. Ајде да им објасниме на нашите гледачи како дојдовте до идеја за реализација на кавадаречкиот полумаратон, кој што, како што споменав, годинава го има своето четврто издание. Па сите ние сме тркачи и учествуваме на многу настани во Македонија и на Балканот, па и во странство и подалеку. Па учествувавме од 2016-17, собиравме искуства и така одлучивме заедно со помош на општината, локални компании, институции и го одржавме првото издание во 2018 година. Една од вашите редовни активности во рамки на Сдруженијето е токму организација на полумаратонот во Кавадарци. Ако минатите изданија имаше традиција да се одржуваат во јуни, годинава решивте терминот да го поместите малку порано, односно за март. Зошто се одлучивте токму на ваков чекор? Па, главно во јуни е многу жешко и поради безбедност на тркачите одлучивме така да бидем во март оваа година и секако и за подобри резултати на тркачите. Ајде за сите оние што не следат малку повеќе детали околу агендата на четвртото издание на кавадаречкиот полумаратон. Каква ќе биде понудата на ова издание на манифестацијата и колку трки ќе има годинава на програмата? Како и секоја година имаме по 3 трки на 5 км, на 10 км и полумаратон. Трката е измерена точно до метар за полумаратон. Годинава новитет е тоа што ќе имаме и трка на 1 км и трка на 500 км. На 500 метри се извинува. Детска трка на која за прв пат оваа година ќе имаме деца и се надеваме на што поголема масовност и публика од сите граѓани. Кога започнуваат овие трки кои што претходно ги споменавте и која е рутата по која што ќе се движат сите надпреварувачи и учесници воедно во кавадаречкиот полумаратон? Започнуваме со детската трка во 11 часот, а трките на 5, 10 и 21 км се во 12 часот. И рутата е на улиците Моша Пијаде, Илинденска и Тиквешково стание во центарот на градот, а учесниците ќе можат да ги земат своите стартни пакети во зградата на општина Кавадарци од 8 до 11 часа. Со оглед на тоа што годинава е четврто издание на кавадаречкиот полумаратон, би рекол собирате веќе сериозно искуство во организација на настани манифестација од ваков вид. Врз основа на кои критериуми се одредуваат рутите по кои што ќе се одвиваат трките во рамки на самиот настан? Па ние бираме една рута, ја предложуваме
па доаѓа човек од Скопје и ја мери патеката и така ја бираме. Мора да кажеме дека целиот Може би- настан се одвива во согласност нели со препораките и се следи од страна на Федерацијата за атлетика. Да. Тоа е така. Може би во наредните изданија може и да промениме рута, да биде некако поживописна, да биде во природа, како планинска да биде, но тоа е се уште идеја. Има ли такви терени во Кавадарци и неговиот регион, каде што би можеле да ја проширите рутата конкретно, еве како што споменувате и во делот на природата? Па има неколку такви рути и супер би било ако би било околу Тиквешкиот Гроздобер, па да биде околу, знаете, околу Лозија. Што е со оние најдобри и најбрзи надпреварувачи кои што ќе учествуваат во маратонот? Дали се предвидени некакви награди, признанија за нив? За најбрзите во сите категории имаме обезбедено пехари, со поддршка од општината, неколку компании, приватни винари и Така, очекуваме борба во САЛ. Да, очекувате жестока борба во однос на покажување на своите физички способности. Споменавте дека има и повеќе категории во однос на наградуваните. Би можеле ли точно да споменеме кои категории ќе бидат застапени? Имаме победници на 5, на 10 и на 21 км во машка и во женска конкуренција. А на главната трка имаме и конкуренција 45 плюс мажи, 45 плюс жени, покрај генерална категорија. Кои се оние услови кои што треба да се исполнат за да може да се биде дел од Кавадаречкиот полумаратон и до кога трае пријавувањето за истиот за оние кои што се заинтересирани? Пријавувањето е завршено моментално. За условите на полумаратон треба да се над 16 години, а за другите трки над 14. Ќе биде ли дозволено пријавување по истекот на рокот или сепак ќе се придржувате до она што е ваша пропорција како вие она што го давате како услов за учество во маратонот? Па годинава ќе се придржуваме. Дефинитивно Да, останувате до Да. она што го кажавте. Постојат ли одредени ограничувања за сите оние надпреварувачи кои што ќе бидат дел од самиот маратон, за сите учесници кои што треба да ги знаат? Ограничување има во делот на полумаратонската трка. Лимитот е 3 часа, а за другите трки нема лимит. Она што е важно да се знае дека со оглед на тоа што полека но сигурно и тоа и официјалните бројки го потврдуваат, стигнува пандемијата на COVID-19 во земјава, но сепак вие се придржувате кон оние се уште важечки протоколи од Комисијата за заразни болести. Треба да секако да ги запознаеме сите учесници во маратонот дека и на овој настан ќе мора да се придржуваат кон оние правила за заштита од COVID-19. Што точно предвидувате во тој поглед? Во тој поглед предвидуваме носење маска пред старт, да бидат оддалечени најмалку на 1,5 метар и маската се вади пред старт. Тоа е тоа. Така, каков е интересот за учество во Кавадаречкиот полумаратон, конкретно четвртото издание годинава? Задоволни ли сте вие како организатори од одзивот? Со оглед дека е пандемија, задоволни сме. Секоја година имаме благ пораст на учесниците. Претходните години имавме од Србија барем 15-20 тркачи, сега со пандемијата, со тестовите, немаме најавено ова година. Во однос на гостите од надвор кои што и претходно ги споменавте, колку овој Кавадаречки полумаратон има потенцијал да се прошири регионално, па зошто да не и меѓународно? Па има потенцијал, но треба уште работа и од нас, и поголема поддршка. Така. Да, и верувам дека со напорна работа ќе успеете токму во вашите заложби. Како здружение кое што се залага точно за промоција на активниот и на здрав живот, преку рекреативна атлетика учествуваат и во повеќе проекти. Кои се оние позначајни проекти кои што би можеле да ги стакнете, а на кои што работевте секако неуморно изминатиот период? Покрај одржувањето на полумаратонот,
Од 2020 година сме членови на Еразмус програмата, а веќе од 2021 имавме два проекти. Едниот беше за спорт и бизнес идеи во спортот, другиот беше за екологија, а третиот, сега овој последниот во Норвешка, ни беше за важноста на менталното здравје во време на светска пандемија, со фокус на физичката активност. Пративме една група во Норвешка 14 дена, супер си помина, йога, медитација и такви пешачење во природа, такви работи имаше. Така е, сега неколку пати во годината сте биле дел и од повеќе акции за пошумување досега и тоа во соработка со други клубови и институции од државава. Последната се одржа во Кавадарци, чинам. Како се одвиваше оваа акција и кои делови точно беа фатени со неа? Во декември имавме таква акција. Се посадија над 2000 садници багрем. Беа членовите од атлетскиот клуб Forerunners и Trex, како и многу заинтересирани граѓани во Кавадарци. Презадоволни бевме и имаме неколку вакви акции во годината, па сите се добре дојдени. Во околината на Кавадарци, каде што има потреба, таму. Така, Вилјан, сосема кон крајот на денешниот разговор, кои се вашите очекувања како организатори од четвртото издание на Кавадаречкиот полумаратон и што е она што го подготвувате следно во Сдруженијето Меридиан Атлетик Еко? Па очекувањето се да помине во ред, луѓето да се надминат самите себе си на трката и очекувам јака борба, како што кажав, има добра конкуренција, посебно на 5 километри. Следно, очекувам во Еразмус програмата да имаме уште неколку проекти до крајот на година, па што повеќе млади луѓе да се вклучат, повеќе членови да имаме и според тоа и повеќе активност. Да, и навистина радува токму кога младите се оние кои што го промовираат спортот и здравиот начин на живот. Вилјан, благодарам за прифатената покана и за денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. На вас како организатори секако ќе ви посакаме успешна реализација на четвртото издание на Кавадаречкиот маратон, а на сите оние кои што ќе учествуваат во него секако лесна трка и исполнување на нивните очекувања. Благодарам и на вас.